ние сме назад во студио 1 на 1 ТВ и продолжуваме со следната тема која што ја издвоивме за денеска. Викендот на гордоста и годинава започнува со промотивен настан на кој неколкумина раскажувачи од културната и општествената политичката сфера раскажуваат приказни за срамот и кратки приказни за телесниот, родовиот или сексуалниот срам кој одбележал нивната општествена ненормативност. Срамота, вечер на раскажување квир приказни е темата за оваа година, а пред да ги најавиме и гостите на оваа тема, да го погледнеме краткиот промотивен материјал кој што е практично и најава за овој настан. Ту срамота! Тој јазик да пие. Срам да пие. Срамота. Вечер на раскажување квир приказни. Срамота. 1 јуни. Кинокултура. 21 часот. Ту неразбрано. Така, на оваа тема мои гости во студио 1 се Славчо Димитров од коалицијата Маргини и Ирена Цветковиќ од истото здружение практично. Добре дојдовте во студио 1 и прво нешто што би ве прашал е да им објасниме на гледачите за што конкретно се работи, бидејќи има можност да погледате една кампања која што можеби и не толку јасно најавува што точно ќе се случи, доколку не го најавивме тоа дека ќе станува збор за раскажување на приказни. Во оваа прилика што всушност вклучуваат тие квир приказни и на каков начин ќе бидат презентирани дента кога ќе се случува настанот? Па добро, срамота е еден настан кој што кај нас се одвива оваа година по втор пат. Лани за прв пат го организиравме и е еден вид на поинаква форма на пич прич. Тоа е исто настан на раскажување на женски приказни. Кој што се случува околу 8 март практично. Околу 8 март, да. Всушност нашите другарки од Пич Прич заедно со коалиција Маргини и тимот кој што стои позади Скопје Прайд викенд решија да направат една поинаква форма. Срамота е исто така вечер на раскажување, но овој пат на квир приказни, што значи дека каниме луѓе кои што се во принцип познати на јавноста, помалку или повеќе. Идејата е да раскажат своја лична или измислена приказна која што ќе опише некакво искуство на срам. Оно што увидовме е дека срамот, особено срамот заради собственото тело, сексуалност, род и слично, се искуства кои што горе-доле секој од нас ги искусува, но се искуства кои што можат да бидат травматични, но едноставно можеме да се насмееме и на тој начин да го исмееме срамот во лице. Во таа смисла, раскажувањето на овие приказни има неверојатно ослободувачка енергија и моќ. А дали има многу материјал кога станува збор за вакви приказни, за срамота, да речеме? Па материјалот сигурно е неисцрпен. Ние генерално сме општество кое што своите норми, главни идеологии и верувања ги наметнува преку засрамување на другите, особено на оние други кои што се помалку, да кажеме така, прифатени во општеството врз основа на најразлични карактеристики. Така да нашата идеја и со овој настане дека ние гостите кои што ги канеме не ги ограничуваме да раскажуваат исклучиво приказни кои што се поврзани со, не знам, нивното искуство на сексуален срам, на родов срам, меѓутоа сакаме да раскажат и други аспекти кои што и на тој начин да ги обединиме тие различни позиции, да ја доведеме под знак прашање, односно да ги критикуваме општествените системи вредности кои што ги засрамуваат луѓето, кои што оставаат во принцип травматични впечатоци. Така да некои луѓе раскажуваа, например, минатата година некои луѓе раскажуваа приказни за срамот од дебелењето или од својата тежина, од својот телесен изглед. Некои луѓе раскажуваа приказни поврзани со срамот за бидувањето жена или како се реализирале како жени, како, не знам, нивните мајки, тетки или поширокото општество постојано ги опоменувало поради тоа што не се доволно добри жени или не се жена како што нели се замислува да биде. Идејата е на тој начин да ја одземеме моќта, на тоа некој да те засрами, да те понижи, да те исклучи на тој начин или да те натераат да се однесуваш согласно општествените норми. И тоа е, како што каже Ирена, ослободувачки не само за гостите, туку тоа можете да го видите во публиката. Минатата година настанот беше исклучително високо посетен, не можевме нити да ги угостиме сите луѓе кои што дојдоа во салата и во просторот на кинокултура и едноставно се осеќаше во атмосферата во цела сала. Луѓе се смееа, беа добро расположени, уживаа во сите приказни, а сите приказни беа различни. Така да, има што
тоа да се раскажува и треба да продолжиме да ги раскажуваме. Општиот заклучок е дека всушност работите кои што во многу земји се општо прифатени, кај нас се всушност срамни. Генерално овие позиции на срам се до некаде и универзални, но секако од степенот на кој што ние сме спремни како општество да прифаќаме различност, различни позиции или различни идентитети е помал од некои други земји или општества, а поголем од некои други земји или општества. Во смисла како за пример еве за компарација да можеме за каде кој општество од регионот да речеме се помалку конзервативни или повеќе прифаќаат работи од македонското општество да речеме. И во рамки на едно општество веројатно има разлики. Метрополиите се секогаш нели потолерантни кон различноста, ама и секако некои базични истражувања покажуваат дека можеби оние земји кои што се веќе членки на Европската унија како Хрватска и Словенија уживаат некаква поголема толеранција кон различноста, но и таму понекогаш, како сега, се случува враќање или регрес. Така што во различни историски периоди различно, но факт е дека македонското е едно од најконзервативните општества во регионот. Дали за оваа година можеме да откриеме кои ќе бидат панелистите, односно раскажувачите на овие приказни, бидејќи со оглед на тоа што лани имавме прилично познати активисти кои што се занимаваат со оваа тематика? Да, годинава е веќе почнем јас Пирена може да ги доврши. Имаме повторно познати лица од јавната сфера, Артан Садику, дел од тие што веќе ги најавивме, филозоф, теоретичар, но и активист, истражувач меѓу другото, Никола Гелески, издавач и уредник на Окно порталот, Ивана Дракшич, социолог и активистка, особено за јавните простори и јавните добра. Ирена, кој заборавам? Кирил Поп Христов е едно од имињата кои што се уште не сме го најавиле, еве кај вас премиерно. Имаме гостинка од Босна, писателката Лейла Каламуич и Маја Марковска, која што е исто така активистка, но и дел од екипата на вчерашни новости. Така, практично ова настане една увертира за она што, да речеме, за поголемиот настан кој што ќе се случува на почетокот на јуни. Во оваа прилика може да го погледнеме краткиот джингл околу она што се случува, па ќе се вратиме назад во студиото да продолжиме со разговор. Супер. Скопје Прайд викенд по 6-ти пат. Од 7 до 10 јуни. Ретроспективна изложба на фотографии на дела Грейс Волкено. Концерто на Иво Димчев. Перформанс на легендата на авангардниот театар Дейвид Хойл. Перформанс на Тревис Алабанза и спектакуларен дрек шоу со диџеј сет на Сонја Сајзор. За демократија, политиката мора да биде настрана. Се гледаме. Ние сме назад во студио 1 и продолжуваме со разговорот околу најавата за Прайд викендот, настан кој што веќе се организира, не знам точно која година. Шести пат поред. Лани дури имавме поддршка од министерот Аладјозовски, што всушност се случува прв пат во историјата на Република Македонија, министер да поддржи настан кој што практично ја промовира ЛГБТ заедницата. Мислам дека досега јас немам видено некој официјален државен представник. Министер, да, воопшто до сега беше прв пат. Да, за вас. Видете, исклучително значено е на повеќе ниво. Прво е значено бидејќи имате официјален представник на власта кој што излегува на настан и дава јавно поддршка за сексуалните и родови, културни и уметнички практики, но генерално и поддршка за човековите прави и еднаквоста која што особено ги засега сексуалните и родови малцинства во Македонија. Второ е важно затоа што доаѓа и од специфичното Министерство за култура, кое што ако споредите, например, па и со земите во регионот веќе повеќе од деценија, но и со голем дел од земите од Западна Европа, Министерство за култура редовно поддржуваат културни уметнички настани кои што ја представуваат квир културата, квир уметноста, феминистичката уметност, уметноста на другите малцински и субкултурни заедници, нешто што во Македонија отсуствуваше целосно. За нас тоа беше значаен гест кој што потоа и се конкретизираше бидејќи во новата стратегија за култура која што се изработуваше од Министерството под
под водство на министерот Роберт Ѓозовски за прв пат во стратегијата беше експлицитно споменато дека во граѓанскиот концепт за култура, кој што ги почитува разликите и се бори за плурализам, влегува и подршка на културата на сексуалните малцински групи и културата која се занимава со женските права или со женската феминистичката уметност воопшто. Голем исчекор, што конечно го видовме и во годишната подршка која што ја даде Министерството за култура на годишниот конкурс за Викендот на гордоста. Апропо поддршката која што ја добивте сега и од Министерството за култура официјално и преку присуството и преку финансии, колку е тешко или лесно да се организира еден ваков настан, зборуваме нели од безбедносни причини, од безбедносниот аспект и со текот на годините, бидејќи имавме нерасчистени напади врз центарот за ЛГБТ заедницата и на лица кои што се припадници на оваа заедница. Исклучително е тешко. Ние започнавме со Недела на гордоста во 2013 година. На отварањето на тој настан, за жал започна со насилство. Во моментот кога присуствуваат 30 или 40 луѓе во тој мал простор, ние бевме нападнати од еднаков број на маскирани лица, имаше и обид да се запали центарот додека сме ние внатре. За жал до ден денеска, иако има безбедносни снимки од нападот, до ден денеска истрагата е во тек, односно не се расчистени овие случаи. Од 2013 до сега големи промени се случија. Дел од нив се промени во политичкиот контекст, дел од нив се промени кои што ги донесоа ЛГБТ активистите, па во таа смисла безбедноста секогаш е ризик, но овој пат безбедноста е многу мал ризик за разлика од почетоците. Така, и за крај би сакал да ве прашам, дали ова може да биде увертира за една парада на гордоста во Скопје, бидејќи кога и да се спомне Скопје Прайд уикенд или Недела на гордоста, веднаш има реакции дека всушност еве ќе се организира геј парада во Скопје. Дали можеби некогаш во блиска иднина можеме да зборуваме за ова, имајќи предвид дека такво нешто се случи во Србија, соседна Србија, кое што можеби важи и за далеку поконзервативно општество од македонското? Да, прво ние не го гледаме викендот на гордоста како нешто кое што е преодна фаза и кое што треба да стигне до парада на гордоста. Напротив, сметаме дека функционира као засебен ентитет, као засебен настан кој што нуди високо квалитетна уметничка и културна програма. Фестивал на кој што гостуваат најзначајните светски уметници кои што продуцирале низ историјата нешто значајно и се застапени во голем број антологии и кои што нудат поинакви визии за животот и постоењето во Македонија, особено за родот и за сексуалноста. За парада на гордоста веројатно ќе се случи наскоро. Тоа е прашање кое што ќе го одлучат внатре активистите од различни групи и организации. Меѓутоа, тоа е прашање кое што ќе остане отворено за дискусија, но мислам дека наскоро ќе биде и тоа. Не би можел во овој момент ништо да кажам, бидејќи она што ние го правиме и што за нас е фокус и цел за себе е викендот на гордоста, кој што оваа година почнува од 7 до 10 јуни. Така, ви благодарам за вашето учество во Студио 1 и за најавата за она што ќе се случува. Претпоставам програмата ќе може да ја видат гледачите и на вашите официјални канали на социјалните мрежи. Пред да ви испратам од студиото и на вас би ви подарил книгата од нашата Санта Аргирова. Фала ви. Еден политички трилер кој што зборува за едни времиња кои што не би сакале да станат реалност кај нас. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето и ви посакувам среќа при организирање на настанот и успешна практично. Фала ти, Христија. Ние ги покануваме сите да дојдат во петок во 21 часот во Кино Култура на Срамота, а следната недела да ни се приклучат во 21 часот во Музеот на современа уметност, 7 четврток со отварање на фестивалот и изложба на култниот фотограф уметник Дела Грейс Волкено со ретроспективна изложба од 30 години продукција во музеот, нешто што го правиме во партнерство. Така да ви благодарам и ги покануваме гледачите. Ви благодарам и вам и посакуваме успех во организацијата, а ние гледачи се враќаме веднаш по кратката пауза, следуваат вести во Студио 1.